Здраво, дечиња! Јас сум Бети, воспитувач во детската градинка Павлина Велјанова во Кочани. Денеска заедно ќе се дружиме, а јас ви подготвив една многу интересна приказна, а воедно ќе се запознаеме со видовите на сообраќај, разните превозни средства и местата каде што се одвива сообраќајот. Сега, дечиња, најпрви јас ќе ви прочитам една гатанка, а вие сакам убаво да размислите и заедно да погодиме за што се работи. Летам бргу како ветер, ти ме знаеш, драго дете. Побрз јас сум и од орел, и над облак летам горе. Брмчам силно, немам страв, пилотот е јунак прав. Дали, дечиња, можете да погодите за кое превозно средство се работи? Да, токму така, па тоа е авион. А да ве прашам, дечиња, дали знаете во кој вид на сообраќај припаѓа авионот? Ајде да размислиме убаво. Значи, авионот лета високо над облаците, на небото. Да, дечиња, токму така. Авионот припаѓа на воздушниот сообраќај. Сега, дечиња, јас сакам да ви прочитам една многу интересна приказна за едно девојче кое што се викало Анастасија и нејзините доживувања кога таа патувала со авион. Ајде сега да ја видиме приказната. Оваа приказна, дечиња, се вика Необично патување. Андреј и Виктор, дечиња, биле другарчиња. Тие заедно оделе во градинка. Вчера нејзината учителка им зборувала за хеликоптери, за авиони. Тие учеле за воздушни превозни средства. Темата им била многу интересна и тие ја споделиле со своите другарчиња од малото. Тие имале една добра другарка која што се викала Тамара и таа им раскажувала дека многу сака да патува, дека патувањето е најубавото нешто за неа. Јас многу сакам да патувам, мои другарчиња. Така си го збогатувам знаењето. Запознавам многу луѓе, многу знаменитости, но научив и многу странски зборови. Патувањата, знаете ли дека може да ги оствариме со разни сообраќајни средства? Ама јас најмногу сакам да патувам со авион. Анастасија! Анастасија! Еј, другарчиња! Анастасија, па ти минатата година нели патуваше со авион? Да, сакате ли да ви раскажам? Многу беше интересно. Минатата година, за годишниот одмор, се запознав со мојата другарка Ени. Таа живее во Детройт. Разговаравме цело време со помош на нашите мајки, затоа што јас не го знам добро англискиот јазик. И таа ме покани на гости кај неа. Следната година ми се оствари најголемиот сон да патувам со авион. И така заедно со моите родители заминавме кај Ени. Патувањето со авион беше многу интересно. На аеродромот преку звучник ни соопштија дека полетува авионот за Америка. Ние, патниците, го ставивме багажот на една подвижна лента и на шалтерите ги покажавме нашите пасоши. Потоа се качивме на подвижни скали и влеговме на авионот. На влезот од авионот не пречекаа две стојардеси, беа облечени во прекрасни униформи,
Многу убаво изгледаа другарчиња. Ни посакаа добре дојде и пријатен лет. Седнавме на седиштата во авионот и следевме насоки од мали телевизорчиња како треба да постапуваме при летот. Беше многу интересно и многу поучно. Пилотот на авионот преку микрофон ми посака пријатен лет. Во летот, стујардесите постојано беа со нас, не послужуваа со ручек и со пијалоци. Низ прозорецот, другарчиња мои, гледав и други авиони. Ги гледав градовите, селата, планините и долините. Тие беа многу мали, зашто авионот леташе многу, многу високо. Дечиња, се надевам дека оваа приказна многу ви се допадна и сакам сега заеднички да си повториме за кој вид на сообраќај се зборува во оваа приказна. Да, се разбира, дечиња, се зборува за воздушниот сообраќај. Но освен авионите, дечиња, има и други воздушни превозни средства. Тоа се разните видови на хеликоптери. Дечиња, но постојат и други видови на сообраќај. Еден од нив е и водениот сообраќај. Со овие превозни средства, дечиња, се патува по водите, на морињата, на езерата, на океаните, на големите реки, односно секаде каде што имаме големи водени површини. Тука спаѓаат бродовите, јахтите, чамците, глисерите, товарните бродови и многу други пловила. Постои и копнен сообраќај. Овде, дечиња, ајде да видиме, имаме превозни средства кои се движат по копно. На копното, дечиња, има направено безброј улици, автопати, низ кои се движат разни автомобили, камиони, автобуси, скани и други копнени превозни средства. Но, освен, дечиња, по улиците имаме и превозни средства кои се движат по шини, или тоа е така познатиот железнички сообраќај. Овде превозни средства се разните видови на возови. Сега, дечиња, јас со вас сакам да споделам една интересна активност која што ја реализирав заедно со мојата колешка Мине. На дечињата од нашата група им изработивме едно мало авионче од картон. Материјалот кој што го користевме беа картонски кутии, хартија во боја, лепак, ножици и пластични гајбички. Сите дечиња имаа можност да седнат внатре во авионот и така заеднички си фантазиравме дека патуваме високо над облаците. Се надевам, дечиња, и дека и вие заедно со вашите родители ќе имате можност да си изработите некое превозно средство, а во иднина и со вашите воспитувачки да се забавувате, да си фантазирате дека одите на некои далечни патувања. Се надевам, дечиња, дека денеска ви беше многу интересно со мене и ќе се видиме во некоја наредна прилика.